Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, да направиме преглед на настаните. Денес е Светски ден на медицинските сестри. Втемелувач на оваа професија е Флоренс Најтингел. Овој настан масовно се одбележува и на истокот. Центарот за правно-политички истражувања при Правниот факултет на УГД организираше трибина на тема Распадот на Југославија 25 години подосна. Започна раседувањето на тутунот во Штипско. Ова пролет површините под оваа индустријска култура ќе бидат зголемени. Презентирани податоците од мој термин, според кои тројца специјалисти континуирано со месеци ги оставале болните да чекаат и доцнат на закажаните прегледи, а 19 лекари минатиот месец не се појавиле навреме во ординација. За ова менаџерите на установите ќе мораат да преземат соодветни мерки. Од друга страна пак неодговорност е забележана и кај пациентите. Министерот за здравство Никола Тодоров денес соопшти дека минатиот месец 42.456 пациенти не се појавиле на закажан термин и претходно не го откажале. Станува збор за 15% од вкупниот број на закажани прегледи. Тодоров упати апел докторите да не доцнат на закажаниот термин за преглед и пациентите ако не доаѓаат задолжително да го откажат закажаниот преглед. Од Министерството за здравство информираат дека овој месец за 12% е зголемен бројот на термини за прегледи и снимања во споредба со истиот месец лани. Според податоците на мој термин, во април биле реализирани над 1.700.000 рецепти. Просечната возраст на пациентите кои биле прегледани во април е 49 години, додека 60 години е староста на оние кои подигнале лек во аптека. Од времето на Флоренс Најтингел до денес, една од најхуманите професии е професијата медицинска сестра, а денешниот ден, 12 мај, е посветен токму ним, Светски ден на медицинските сестри. Миријана Смелкова од Штип е дипломирана медицинска сестра која 30 на години работи во клиничката болница во Штип. За Канал Плюс поделува, да се биде медицинска сестра е потребно желба, а секој што работи со желба и посветеност е исполнет човек. Да се биде медицинска сестра е стил на живење. Значи, тоа значи дека си медицинска сестра секаде, не само тие 8 часа додека си на работа, си медицинска сестра и дома, си медицинска сестра во пошироката фамилија, така да е стил на живење. Освен 30 на години работно искуство како медицинска сестра, Миријана Смилкова е исто така и председател на Сдруженијето на медицински сестри во Штип. Сдруженијето кое брои 150 членови се залага за подобрување на квалитетот во здравствената нега, помош на сите медицински сестри во нивната работа, едукација и образование. А на прашањето дали е тешко секојдневно да се работи со пациенти, Смилкова вели: Во секоја работа треба пожртвуваност. Меѓутоа, како и сите, ако имате добра организација во текот на денот, нема потреба никој да трпи. Баш е задоволство. Верувајте, насмевка, убав збор, сите тие луѓе што се дојдени во болница, сем нашите акушерки кои се таму за радост, за новороденче, сите останати работиме со пациенти кои имаат голема мака. Сите тие се со големи проблеми. Тие проблеми они сакат на некого да ги искажат, своите болки да ги кажат. Ние сме тука да ги сослушаме како нив, така и нивната фамилија. И една насмевка, еден топол збор на секого, а поготово на болен човек, многу му значи. Денес, 12 мај, е Светски ден на медицинските сестри. По тој повод доделени се награди и признанија на заслужни медицински сестри во регионот. 2,5 децении од распадот на Југославија. Ова беше тема на денешната трибина на Правниот факултет во организација на Центарот за правно-политички истражувања на Универзитетот Гоце Делчев. Причините за крвавиот крај на оваа држава историчарите ги лоцираат во национализмот на југословенските народи и интересот на светските сили.
Годинава се навршуваат 25 години од распадот на Југославија. 2,5 децении, 6 републики и една покрајна од СФРЈ се самостојни и суверени држави, кои претходно околу 7 децении функционираа заедно во една држава. Историчарите Југославија ја сметаат за проект на Париската мировна конференција во 1919 година, која од кралство СХС и кралство Југославија подоцна Тито го продолжи како социјалистичка држава. Распадот на Југославија беше крвав и со многу жртви. Од оваа временска дистанца историчарот Тодор Чепреганов причините за распадот ги дефинира во неизживеаниот национализам на народите во СФРЈ. Според мене, основната причина за распаѓањето на Југославија е национализмот, кој што се појави посебно по 1989 година по паѓањето на Берлинскиот зид, кој што исто така во текот на постојањето на Југославија беше некако со репресија потискуван, тој национализам кај останатите држави, затоа што по ослободувањето 1945 година голем дел од државите на таа Југославија не се изживеа национално. Некои аналитичари тогашната СФРЈ ја сметаат за модел по кој сега функционира Европската Унија. Еве го ставот на професорот Чепреганов. Сигурно дека можеме да зборуваме дека денешната Европска Унија е налик на Југославија, меѓутоа сега во последно време излегува нека на некои написи дека и документи дека во суштина Европската Унија е креација на Соединетите Американски држави. Како надворешната политика на тогашната Европска заедница влијаеше на крвавиот распад на Југославија, какво беше влијанието на Соединетите Американски држави во овој период од нашата историја. Анализите одат во насока на напливот на национализам во Југославија, но и губењето на интересот на Соединетите Американски држави за овој дел на Балканот. Една од причините се првите повеќе партиски избори каде што на кои победија условно кажано националистички партии. Национализмот беше во замав. Тоа е внатрешните причини, економијата почна да слабее исто како внатрешна причина, додека надворешните причини беа во тоа што пред се во непостоење на интерес на САД за опстанокот на Југославија како што имаше во времето на студената војна. Центарот за правно-политички истражувања при Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев денес одржа трибина на тема Распадот на Југославија 25 години подоцна. По повеќе од 30 години жителите на штипската населба Долна Балканска го решија најгорливиот инфраструктурен проблем – асфалтирана улица во должина од 500 метри, со што се заокружува сообраќајното уредување. Над 300.000 евра инвестираше локалната власт последните 3 години во населбата Балканска во Штип, која е дом на над 2000 луѓе. Околу половина од нив се населени во 50-тите години, откако биле протерани од своите домови во Егејска Македонија. Со децении во оваа населба се живееше без основните комунални стандарди, без квалитетна вода, канализација и средени улици. Состојбата денес на овој план е солидна. Штипската локална власт ги средува улиците, а наскоро жителите на Балканска, кои користат сега техничка вода, ќе бидат приклучени на градскиот водоводен систем. Денеска во нова населба има 2000 жители и мислам дека успеавме за овие 3 години да направиме комплетна инфраструктура. Ја направивме канализацијата во оваа населба, го уредивме стадионот, се направи ногова црква благодарение на господинот Богдов, направивме детско катче, направивме асфалтирани улици во горниот дел од населбата и сега асфалтираме оваа улица. Меѓувреме се асфалтира и влезот на градот преку оваа населба од Чардаклија до кружниот тек кај бензинската станица Лукойл. Го реновиравме училиштето во населбата Македонка, која е заедничко училиште на оваа населба. И верувајте дека се она што е направено во овој период е направено на барање на жителите. Условите за живот во оваа населба сега се далеку подобри од порано, велат жителите. Од аспект дека ова е правата улица Балканска која сме дојдени 1951 година од нашите прогоните места од Егејска Македонија и старен од Грција. Ова е голем чекор и повеќе направено благодарение на владата на нашата држава, благодарение на нашето собрание, наш градоначалник Илчо Закариев. Ние сме горди дека денеска веќе сме обезбедени со се и вода, канализација, телефони, струја се. Жителите на Балканска имаат потреба и од своји гробишта. Досега починатите се погребуваа на гробиштата во село Чардаклија, но локалната власт работи на уредување на парцела за оваа намена во близина на населбата Балканска.
Административците на ИСАР повторно во акција интензивно работеа на уредувањето на коритото на река Отиња на потегот од 6 кули до влезот на јавното предпријатие. Административците на јавното предпријатие ИСАР продолжуваат со уредување на коритото на река Отиња. Денес хортикултурно го уредуваа просторот на Отиња во близина на 6 кули. Ова корито ќе биде средено на начин малку поинаку од другиот дел, ќе биде целото со зелена површина, ќе бидат посадени цвеќиња, ќе бидат поставени клупи и како напредуваат нашите градежни работници, така ние паралелно со нив ќе осредуваме речното корито на река Отиња. Ова е втора акција на административците во јавното предпријатие ИСАР. Предходно тие го уредија коритото на реката во близина на театарот. Со задоволство ја прифативме акцијата, бидејќи се дружиме заеднички со сите наши колеги, придонесуваме за разубавување на нашиот град, а истовремено излеземе малку од нашата монотонија и од нашите канцеларии, каде што утре ќе повторно ќе бидеме вратени на истите активности. Чест и задоволство ни е што сме дел од оваа акција за убав штип, за убаво утре, за нашите деца да дишат поубаво, да си играат тука, да трчат коритото на реката Отиња со оваа акција и со оваа акција од јавното предпријатие ИСАР и од општината на град Штип. Ја мислам дека ова е прекрасно што го работиме. Не спречи ни времето, ни ветерот, ни дождот да ја завршиме. Со уредувањето на коритото на влезот во градот ќе се заокружи целосниот проект кој го реализира општина Штип, а со цел поубав град. Започна расадувањето на тутунот во Штипско. Оваа пролет површините под оваа индустријска култура ќе бидат зголемени. Ова се должи на добрата цена која беше постигната со ланскиот откуп и останатите мерки што им ги нуди државата на тутунарите. Почна расадувањето на тутунот во Штипско. Годинава површините под оваа индустријска култура ќе бидат зголемени, барем така велат тутунарите од регионот. Ова се должи на добрата цена која беше постигната со ланскиот откуп, како и другите мерки што ги дава државата. Во Штипскиот регион ќе се зголемат површините. Само во Радање оваа пролет ќе се посадат над 40 хектари тутун. Како не е исплатливо? Кој ти дава за ѓубре најскапаниот тутун 6-8 динара, 6 словенци 150 динара испаѓа. Кој ти дава? Супер е. Најмалку 8-10 декара ќе садеме. Задоволни ли? Задоволни сме. За оваа година, како помина. А са за година не знаме то. Ние садиме тутун оваа година 9 декара садиме. А још сакаме да сееме 3 декара. Така е, работиме многу. Од март месец починаваме како. До март месец тоа е работиме. Неколку години не плати тутуно. Ама оваа година малку задоволен. Обработката на тутунот порано била многу мачна, затоа што целокупното производство се одвивало рачно. Беше едно време многу тешко. На 12 сорти го диплееме или кълпе. Сега од скелето у кутијата и право пари зимај. Право се носи на откупна станица и одма за 15-20 дена пари. Производителите задоволни. Тоа го потврдува и постигнатата цена која лани изнесуваше 117 динари по килограм, а сега просечната цена е речиси 187 динари. Очекуваат дека во наредниот период уште повеќе ќе се зголемува и ќе достигне до 190 динари по килограм. Инаку годинашното производство на тутун е околу 20.000 тони, а се побаруваат 25.000. Малешевијата викендов ќе ја слави шумата. Утре започнува фестивалот Forest Fest 2016 кој се одржува повтор пат. Викендов Малешевијата ќе се посвети на своето најголемо богатство – шумите. Повтор пат во Пехчево и Берово ќе се одржи Forest Fest, фестивалот на шумите, чија што цел е да го остави руралниот развој во фокусот и да ги прослави шумите со сите нивни вредности. Авантуристите ќе имаат можност да видат дел од репертоарот на Ехо фестивалот, да учествуваат во планинарската, велосипедската и џип тура, преживување во планина и надпревар во шумски вештини. За љубителите на природата пак ќе се организираат прошетки, извиднички кампови, едукативни работилници и активности за промоција на шумските производи, кои Малешевијата ги има во изобилство. Месец мај
за нас е многу силен од аспект на туристичка и културна понуда. Значи, ќе биде Forest Fest, фестивалот на шумата, кој што се одржува по втор пат, многу голем интересен настан. Значи, ќе имаме надпревари во сечење на дрва, такви некои шумски вештини, исто така многу работилници, ќе бидат вклучени младите, за тој настан доаѓаат многу гости од странство, кои што на некој начин се од таа таргет група. Главното случување годинава ќе биде на платото над Беровското езеро на 14 и 15 мај, а отварањето ќе биде в сабота на 14 мај со почеток во 11 часот, кога ќе се одржи културно-забавниот дел, надпревар во шумски вештини, промоција на локални производи, извиднички камп и интерактивна работилница на тема шума. Ден предходно во Пехчево ќе бидат промовирани книгите Билки и бобинки од Стојан Арменски, и од Суар до Труп, и од Магаре до Круп, од Бранко Марковски. Во недела пак на 15-ти, исто така на платото над Беровското езеро, ќе се одржат велосипедската, джипи планинарската тура и работилници за собирачите на шумски плодови и преживување во природата. Фестивалот е поддржан од Фондацијата за поддршка на природните вредности и луѓе во соработка со општините Берово и Пехчево, Националното здружение на сопственици на приватни шуми и Програмата за зачувување на природата во Македонија. Првиот Forest Fest во Пехчево и Берово се одржа во 2013 година. Виничките средношколци го менуваат деценискиот терк во одбележувањето на својот патронен празник. Наместо рецитали и говор, тие подготвуваат музичка драма во која низ песни ќе ги раскажуваат своите случки од училишните клупи. Среќата со пари не се купува е новата музичка драма чии креатори и иницијатори се средношколците од Виничкото средно училиште. Тие во соработка со својот професор по музика Гоце Данаилов одлучија да излезат од вообичаеното клише во одбележувањето на патроните празници на училиштето. Сакаат да бидат иновативни и оригинални во своите идеи и затоа патронот 19 мај ќе го одбележат со несекојдневен мюзикл. По повод патрониот празник на Средното општинско училиште Ванчо Прке во Виница, за прв пат се приготвува мюзикл кој е приготвуван од страна на нас учениците. Текстот го пишуваат од своето секојдневие, така и најавтентично ќе го пренесат на публиката. Зборуваат на домашен винички дијалекти ќе бидат разбирливи за сите кои ќе дојдат да ги видат и чујат. Мюзикот офаќа неколку теми кои се актуални за тинеџерите, а тоа се среќата, парите, љубовта, но главно доминира среќата. Премиерата е закажана за 19.5.2016 четврток со почеток од 20 часот. Игра, смеа и забава ви се загарантирани, тоа ви го ветуваме. Ваше е само да дојдете и да го проследите трудот на учениците. Идејата е нова во локални рамки и може да биде квалитетен мотиватор и за останатите училишта да го сменат досегашниот децениски терк во одбележувањето на своите патронати. На неодамно одржаниот меѓународен фестивал на детски хорови и оркестри, учениците од Пехчево и Делчево освоија две награди. Хорот при Делчевското основно училиште Свети Климент Охридски го освои третото место, додека мандолинскиот оркестар при училиштето Ванчо Кетанов од Пехчево се заќити со прва награда. Меѓународниот фестивал на детски хорови и оркестри кој се одржа во Кавадарци беше повеќе од успешен за учесниците од крајниот исток. Со 36 учесници, првонаграден на фестивалот е мандолинскиот оркестар од Пехчево, додека хорот при општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево го освои третото место. Во мојот оркестар има 36 ученици, да работиш со еден, со двајца е многу полесно да работиш со група од толку деца, но учениците се пред се тие што можеме да ги пофалиме, кои секоја година, односно во текот на целата година, активно учествуваат во тие подготовки што ги правиме и на крај повторно се покажавме како добра екипа, односно добар мандолински чист оркестар. Во конкуренција од 20 и повеќе хорови освоивме трето место. Се представивме со композициите Манџика, Дона Мама и My Love Had Pop. Членуваме во хорот од 6-то одделение, кога тргнеме во предметна настава. Кога сме кај успесите, националниот надпревар по географија на ученичка од Делчевското општинско основно училиште го донесе второто место.
Го освои второто место со 96 поена, прашањето воопшто не беа тешки. Продолжуваме да учествуваме на други надпревари. Пред нас се надпреварите по хемија и физика и секако надпреварот по природни науки за најмалите од 4-то и 5-то одделение. Крајот на учебната година кој се ближи покажува дека учениците се најподготвени кога е најпотребно. Резултатите на крајот се тие кои ќе пресудат во изборот за првенец на генерацијата. Утре и задутре на територијата на општина Кочани ќе се изврши превентивно дезинсекционо третирање за заштита од комарците. Третирањето ќе биде од земја и ќе се врши во периодот од 20 часот утре вечер до 3 часот по полноќ. Во деновите 13 и 14 мај, екипа на Центарот за јавно здравје ќе спроведе превентивно теристичко дезинсекционо третирање од земја за заштита од комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 20 до 3 часот со апаратура за улава ладно запрашување, поставена на пикап возило. Со оглед на тоа дека активностите се изведуваат во вечерните часови на возилото со апаратурата за дезинсекција, ќе му претходи друго возило означено со ротационо светло. Праскањето се спроведува согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, препораките на Владата на Република Македонија и Министерството за здравство за спроведување на превентивна теристичка дезинсекција на територијата на општина Кочани. Ќе се врши околу 9 навечер до кај некаде 3 наутро, така да пожелно е ако го слушнат возилото да ги затворат прозорците и евентуално ако се наоѓат на отворен простор да се поместат од третирањето односно од облакот на самото возило. Се работи со обични возила кои имаат своји атомизери, односно распрскувачи. Во првата фаза ќе бидат опфатени 300 хектари на повеќе локации, и тоа градското подрачје на град Кочани и селата Тракање, Горни и Долни Подлог, Грдовци, Прибачево и Оризари. Третирањето се изведува со препаратот аквакотрин со активна супстанца делтаметрин, широкопојасен инсектицид за третирање комарци, одобрен од Бирото за лекови. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветер или дожд, дезинсекцијата ќе биде одложена за следниот поволен ден. Долниот дом на италијанскиот парламент во средата вечерта го донесе историскиот закон за цивилно партнерство, со што Италија веќе не е последната западноевропска земја која не ги дозволуваше хомосексуалните заедници. Законот е прифатен со 372 гласа за, наспроти 51 против и 99 вооздржани. Денеска за многумина е ден за славење, напиша премиерот Матео Ренци на Фејсбук. Во февруари предлог законот за истополово цивилно партнерство го одобри Горниот дом Сенатот. Пред конечното гласање на владата на Ренци, Долниот дом и изгласа доверба, а доколку тоа гласање не минеше, тој требаше да отстапи од должност, што е малку веројатно имајќи предвид дека има уверливо мнозинство во парламентот. Италија беше последната од големите земји од Западна Европа која што немаше закон за цивилно партнерство, на кое што се спротивставуваат конзервативните опозицијски партии и влијателната католичка црква. По синоќешното гласање во парламентот неколку стотици хомосексуални активисти славеа, додека неколку конзервативни политичари најави дека од четврток ќе започнат кампања за собирање потписи за референдум против овој закон. Најмалку 19 лица се повредени, но никој не е во животна опасност при пожар на туристички брод катамаран долг 23 метри крај брегот на Австралија, соопшти австралиската полиција. Спасувачките служби успеале да ги спасат сите 46 патници кои се наоѓале на опожарениот брод, кој при пожарот потонал. Повредените патници се сместени во болниците во градовите Бунденберг и Гледстоун. Повеќето од патниците биле кинески туристи, јави телевизијата Nine Network. Побунетите пратеници на француските владеачки социјалисти во средата за малку не успеја да соберат доволно гласови во својата партија и од сојузниците од левицата, за да го принудат на гласање за недоверба на владата која реформата на законот за труд сака да го спроведе со декрет и така да го заобиколи парламентот. За Националното собрание да го обврзат на гласање за доверба на владата, требаше да добијат поддршка од 58 пратеници, но успеа да осигурат 56. Владата на премиерот Мануел Валс очекува гласање според предлогот на конзервативните пратеници, иако нивното барање тешко ќе мине, бидејќи немаат мнозинство.
Една година пред председателските избори во редовите на Социјалистичката партија на председателот Франсуа Оланд расте незадоволството и бунтот поради владините политики на фаворизирање на интересите на работодавачите, што кулминираше со указот за законот за труд. Владата може да се соочи со бран масовни протести ширум Франција, кои како изминатите седмици повремено можат да бидат насилни, бидејќи синдикатите и младинските движења ги повикуваат граѓаните најмасовно досега да искажат незадоволство од реформата и начинот на кој работи владата, која законите ги носи заобиколувајќи го законодавниот дом. Виница во недела ќе биде домаќин на 4 најдобри екипи во ракомет во пионерската машка лига. Домашниот клуб Торо Спорт се подготвува за триумф и нова национална победа. Изминатата сезона од 16 одиграни кола остваривме 11 победи со најмногу голови дадени во лигата 337. Ова е најголемиот успех за еден ракометен клуб од Виница. Викендот што следува, односно на 15.5.2016 година, во недела во салата Капетан Кирчо Димитриов во Виница ќе се одржи завршниот турнир, каде ќе учествуваме ние. Покрај нас учествува и екипата на Велес 2009 од Велес, екипата на Јуниор од Струга и екипата на Струга од Струга. Надпреварите започнуваат во 11:30 часот. Ние како домаќин го отвараме турнирот и првиот надпревар го играме со РК Струга од 11:30. Членовите на клубот со секојдневни тренинзи очекуваат сигурни резултати, но и поддршка од домашната публика. Многу сме задоволни од постигнатото. Секој ден сме на теренот и очекуваме победа во недела и затоа ве покануваме во салата Капетан Кирчо Димитриов да не поддржите во недела во 11:30 часа. Јас како капитен на РК Торо Спорт сум многу задоволен од нашите постигнати успеси и најмногу сакам да му се заблагодарам на нашиот тренер. Овој триумфален настан кој започнува во 11 часот и 30 во спортската сала Капетан Кирчо Димитриов и ќе трае до вечерните часови е под целосно покровителство на општина Виница и средното општинско училиште Ванчо Прке. Кавадарци ќе биде домаќин на најдобрата македонска кошаркарска репрезентација во квалификацијските надпревари за Европското првенство што ќе се одржи 2017 година во Турција, Израел, Финска и Романија. По 13 години, нашите најдобри кошаркари ќе излезат надвор од главниот град, каде досега ги играа клучните надпревари во евроквалификациите. Имено раководството на Македонската кошаркарска федерација, представувано од првиот човек Петар Нумовски, подпиша договор за соработка со градоначалникот на Кавадарци Александар Панов за коорганизација на престојните квалификацијски надпревари. Првиот надпревар во Кавадарци ќе се игра на 31 август против Луксембург. На 7 септември ќе бидеме домаќин на селекцијата на Унгарија, а на 14 септември во Кавадарци ќе гостува репрезентацијата на Велика Британија. Ги проследивме предвидените содржинија, не заборавајте Дневник 3 на 30 на минути пред полноќ, поточно по завршувањето на играниот филм. До тогаш пријатно!